Здраво, пријатели! Веројатно, многумина ликот и делото на Стив Џобс го запознаа само кон крајот на првата деценија на веков, кога од непознати причини повеќето сонуваа да имаат iPhone. Животната приказна на овој човек, кој веќе не е меѓу нас, всушност не почнува, туку завршува со поглавието iPhone. Неговата компанија Apple, направена во партнерство со Стив Возниак, е всушност една од компаниите пионери во компјутеризацијата на светот, која се одвиваше во втората половина на 20 век. Детали за целата кариера и животот на Стив Џобс можете да си најдете во книгите и филмовите што излегува постхумно. Овде, само една многу впечатлива епизода која ќе не доведе до главниот дискурс на нашето видео. Стив Џобс бил перфекционист и фанатичен во барањето за остварување на својата замисла. Тој бил само креативниот ум, додека техничката изведба била доверена на Возниак, кој бил инженерскиот ум. Многу пати, ако не и секогаш, се случувало да техничкиот тим не може да ги исполни барањата и замислите на Џобс. Нешто што доведувало до чести конфликти со остатокот од компанијата. Сите вработени од тоа време имале патолошки страф од него и сите биле единствени дека бил најлошиот шеф на светот. Со оглед на тоа дека ваквото мислење го делел и поголемиот дел од бордот на директори на Apple, во пролетта 1985 година го отстрануваат Стив Џобс од раководната позиција во неговата сопствена компанија. Од овој миг па се до 1997 година, без креативноста на Стив Џобс, опстанокот на Apple бил постојано под знак прашање. Во 1997 година Стив Џобс се враќа на чело на Apple, додека остатокот е само историја. Успешна историја за која говори и фактот дека можеби ова видео дел од вас го гледаат на еден од новите супер технолошки производи на Apple. Враќањето на Стив Џобс на чело на Apple во суштина било проследено со отпуштање на целокупниот борд на директори и именување на нов. Иако треба некако да ја замислиме сцената со која го има отпочнато новиот подем на Apple, јас го замислувам како една единствена реченица. Сега ќе работите по мое. Триумфот на Apple веројатно е доволно оправдување за начинот на кој Стив Џобс има дојдено до него. Овој мал вовед ви го давам без притоа да имам и минимална намера да зборувам за Apple и Стив Џобс. Но во светло на што туку завршените локални избори, примеров е одличен. Без оглед каков е изборниот слоган на партиите, нивните кампањи се сведуваат на два суштински елементи. Власта ветува континуитет и унапредување на политиките кои ги води, а секоја опозиција ветува промени. Ако некогаш навистина се мислеше дека одредени избори ќе донесат промени, се секако изборите во 1998 година, кога сведочевме прва промена на власта во историјата на независна Македонија. Самиот слоган на тогашната опозиција беше токму промени. Промени кои требаше да ги донесе една партија. Партија која во минатото се сметаше за опасна, националистичка и нестабилна. Ако некој политички процес сум имал прилика да го наблюдувам од близу и од внатре, тоа биле овие промени. Партијата во прашање, 2 години пред овие избори направи серија на промени кои го отстранија ваквиот впечаток кај јавноста. Се отстранија непотребни символи од партиското знаме и грб. Пред се, сонцето од кутлеш. Се замени националистичката реторика со социјална и пред се економска. Но најважно од се, меѓународната поддршка за оваа партија стануваше повеќе од очигледна. На изборите, на изненадување на многумина, наместо со дотогашниот партнер од последните избори, направија коалиција со една нова партија, а резултатот беше победа. Како што реков, гледајќи го системот од внатре, гледав како државниот веќе воспоставен систем ја прилагодува партијата на своите потреби, а не обратно. Гледано од денешна перспектива, сите големи промени што таа власт тогаш ги направи, беа сите по барање на оно што многумина денес го нарекуваат длабока држава.
Настаните и кризите низ кои помина таа власт беа само камења мегници за постапките на власта што ги наследи. Или ако сакате, оправдување за непопуларни политики од стилот Бранко е крив. Ако добро се загледате во причините зошто една политичка структура доаѓа на власт, ќе сватите дека причините се сведуваат на две. Прво, на собрано незадоволство од политиките на претходната структура. Ова е она гласање против власта, кој никој не го доживува како гласање за оние што доаѓаат. Ова е видливата причина. Второ, обврските превземени кон длабоката држава. Овие обврски се најчесто наредниот сет на непопуларни политики кои не се ветени на избори, ама ете мора да се спроведат. И најчесто се на штета на обичниот човек. Овој втор момент е оно што се договара на тајни состаноци, со тајни структури кои нит ги гледаме, ниту можеме да си ги објасниме. Нивната агенда е на долги патеки, а во претходното видео доволно објаснив дека политичарите се само нивни слуги. Договорот кој го потпишуваат политичарите во доаѓање со оваа невидлива, длабока држава е клучот на успехот на сите политичари. Само како мала илустрација, без антиквизацијата ќе немаше промена на име. Големиот брат одлично знае како да ја сподели вината, за да молчат подеднакво и едните и другите. И тука, нашите две приказни се спојуваат. Последниот чин пред повторното превземање на Apple од страна на Стив Џобс било ненадејно, анонимно продавање на голем дел од акциите на Apple на берзата, што предизвикало пад на вредноста на акциите на самата компанија. По ова, Џобс се враќа во Apple како спасител. Виновник за продажбата на акциите е самиот Стив Џобс, кој тоа го прави како одличен стратешки маневар. А подоцна, не само што ја превзема компанијата, туку и како главен инвеститор во истата го носи долгогодишниот ривал Бил Гейтс. Со ниски удари и пакт со ѓаволот, Стив Џобс конечно успева да го изгради неприкосновениот мит за неговата генијалност. Само со мало задлабочување во личниот живот на Стив Џобс се гледаат најсуштинските одлики за еден успешен човек, а тоа е бивањето психопат. Не психопат како неконтролиран серијски убиец, не, туку психопат како човек кај кој IQ е екстремно високо, додека емоционалната интелигенција речиси и да не постои. Овој тип на луѓе се неспособни за емпатија, сочувство или било каков обзир кон страдањето на масите. За нив е важен само адреналинот на успехот. На идентичен начин и политичарите се зависни од возбудата на изборната победа и владењето. Располагањето со средствата за владење ги тера да помислат дека тоа е нивно, само затоа што преку избори нивниот задник седнал на некоја важна фотелја. На крај, ако на тоа го додадеме шепотењето на уво од големиот брат, кој ги убедува дека се оди според планот, сликата е комплетна. А ако политиките на било кој начин предизвикаат побуна од масите, од истиот оној народ кој ги има донесено таму, тогаш следуваат солзавец, водени топови, гумени куршуми и пендреци. Кој може да нареди ваква тортура на сопствениот народ, знаејќи дека можеби во толпата има и некој од сопствениот род, блиски роднини или пријатели? Само психопат. Затоа, драги мои, последната изборна победа е само вовед во еден нов пакт со ѓаволот. Јас упорно ќе нагласувам. Ако старите беа лоши, новите ќе бидат полоши. Секогаш. Јас сум Татунчо, драги пријатели. Секој добро.